Ова е 7ми поред Крали Марко фестивал, еден континуитет на организација на прекрасен настан во Прилеп, со што ја отворивме сезоната на аутдор спортови во Прилеп, после кој што фестивал ќе следат и други фестивали. Ова е, како што гледате, се наоѓаме на едно прекрасно место, Камена баба, кое што е ретко место во Европа, не да кажеме во Македонија, туку во Европа, и се обидуваме заедно со локалната самоуправа да го промовираме ова место како аутдор дестинација на која што ќе привлечиме туристи, спортисти од повеќе европски земји. Во моментот кога тие доаѓаат, едноставно се воодушевуваат, природата ги обзема и потоа само зборуваат, снимаат и приказната за Прилеп ја пренесуваат и понатака на своите пријатели во земјите од каде што доаѓаат. Сите оние стручњаци светски кои што се открија дека Прилеп и околината на Прилеп, самата конфигурација на Карпи, Карпестиот предел околу Маркови кули, Баба, тука Трескавец и другите делови, се одлична локација за одвијање на овај екстремен спорт болдеринг или слободно качување на карпа до 6 метри. Навистина тука присуствувале сите светски европски прваци пред неколку години. Една од главните реклами за болдеринг на Адидас беше снимана тука во Прилеп токму со светскиот првак во болдеринг. Мислам дека ова е една голема сатисфакција, бидејќи ова е доста популарен актуелен спорт во светот. Нидат илјадници болдеристи во текот на годината. Овој сега е 7ми меѓународен куп, кој што ќе биде еден од повеќето болдеринг настани во текот на годината. Меѓутоа, со овај меѓународен болдеринг стартуваме и со сезоната на екстремни спортови во Прилеп. Покрај болдерингот, знаете дека тука е застапен и мотокросот, маунтинбајкот, ултрамаратоните, планинарењето, исто така хайлайт имаме дисциплина маунтинбајк, велосипеди, тоа ќе биде наредната недела. Трофи, тоа е со джиповите, се случуваат многу настани во годината, што е одлична можност да Прилеп прерасне во центар за екстремни спортови на Балканот, а тоа е добро и за развој на алтернативниот туризам, бидејќи илјадници туристи кои се обожаватели и самите ги практикуваат овие спортови, го посетуваат Прилеп и Република Македонија и прават на светско ниво огромна реклама за Прилеп и Република Македонија. Аз го тренирам любителски, само не съм ходила по състезания, не се състезавам, само като хоби. Доаѓаш од каде и како се викаш? От Варна, от България. Се викаш? Ева се казвам. Ева презиме. Маринова. Покрай сина ми се запалих, той е на 15 години, тренира от 12 годишен усилено, ежедневно, с големи амбиции, ходи по състезания и за да съм с него и за да се забавляваме заедно, и аз започнах. И установих, че всъщност това е едно много приятно и занимание, и хоби, и развива много страни, както и от характера, и е много полезно за децата, и за развиващите, подрастващите, и в физически и психически смисъл. Какви са карпите тук во Прилеп? Што вели синот? Ами той от някъде, той всъщност, доколкото знае, от много години знае за този фестивал и от няколко години се каним да дойдем и този път каза отиваме. И що да казва отиваме? Идваме. Живейте. Да. Вчера катерихме тук недалече на... Не знам обаче как се казва точно, имаш... Да, не се сещам, съжалявам. Но недалеч тук от Прилеп катерихме по скали. Имаше много хора и от България, от Германия, от Австрия и от Македония, разбира се. Јас сум Дарко Јовановски и се занимавам со спортско качување веќе 5 години. Претежно јас искачувам болдери што се до височина до 5 до 8 метри. Тоа е посебна гранка во спортското качување, каде што не се употребува јаже. Потребно е само патики за качување и другото го имаме тука зад нас. Тоа е цело тука. Целосно место во кое што има доста болдери, кои што се со различни тежини. Тоа зависи кој колку е спремен, што може да направи да биде поубаво за око. Зошто овој спорт? Адреналинот си го прави самото по себе да биде специфично за тренирање и од секогаш сум сакал нешто поразлично од секојдневното што е тука кај нас.
Местото само по себе си е прекрасно. Тука ни е родниот град, тука ни е се. Го имаме ова парче природа кое што е единствено само по себе. Само треба вака само да се свртиме зад нас и тука е се. My name is Gerald. I'm from Austria, from Vienna. In Austria, in Eastern Austria, we don't have so much bouldering. So normally we do sport climbing with ropes, so high up for 30 meters. And here in Prilep it's really wonderful because we have really beautiful boulder blocks for 4 meters, 5 meters. The rock quality is really good. It's granite. I really love granite. It's the best rock on the world, in my opinion. Yeah, and you see it's really beautiful, and we are here since 1 week. For the first time we are in Prilep. So we went around for the different sites. We have been here at Baba, I think Treskavec and Dasnice. Yeah, you can hike around, you are alone normally. You meet the farmers with the sheep and the cows. The nature is really beautiful. Yeah, we spent a really wonderful time in Prilep, and we're really thankful that we can be here. Okay. Ajde vamo, Dimitar, Stefania. Does it count? Not a tap tap. Ima vrijeme, će dojde pojati. Super. A nahoru, ne doleva nahoru, jo? Bravo, Nahoru, ajde. tak, tam to je ono, super. Paráda. Pojď, Eliško, ale naopak. Neměl telefon.
се држи едноставно или рипни го фатиштето. Оди кај го насунгерам понанака? Dobro je, dobro.